Прекинав. Он кога ќе оди во НАТО, дури кажав дека на пресконференција кога ќе оди во НАТО рече апелирам до нашиот јужен сосед Да не се возбудувам. не, да не се однесува талибански во НАТО. Тоа во превод значи тој апелира без да тој се извинува без да каже да го каже зборот извини. Тоа е кога бидејќи тоа го каже кога ќе одат во НАТО апелира тие да не се однесуваат талибански. Тоа му е услов за да може да направи влада. Со коалиционите му е услов да влезат во министерствата. Мечка даде 400 овие директори. Како може да биде повлечен, не е повлечен закон. Значи да, дека кажа да има повеќе работни места, повеќе економија, посилна економија, да се работи, луѓето да имаат и точно е тоа. Нас ни треба економија. Едно време ВМРО ДПМН викаше кога СДСМ велеа на митинзи, во реклами, во политички спотови и така натаму, и на пресконференција вика да се фокусираме на иднината, доста ни од минатото. ВМРО ДПМН тогаш одговараше треба ќе пасеме, ама од предците не се откажуваме. Така. Сакаме да бидеме горди, не мора да бидеме богати. Што ќе ми се пари без образ. Без образ. Така викаа ВМРО, така? А сега што викаат? Сега Полека. викаат да се фокусираме на иднината, на економијата, ќе водиме Без образ. политика која што е неофанзивна и ќе водиме одмерена надворешна политика, што значи ништо нема да сменат од надворешната политика на СДСМ, ќе водат истата политика. Како не нота ќе пушти. Ќе вика исто сега ќе зборат, вордингот сега е сменет, ќе продолжат со истиот вординг на СДСМ, а тоа е да гледаме во иднината, а не во тоа што минатото. се случило. Да. Меѓу другото, и на самитот на НАТО кога ќе одел, се ова сериозно го зборам, мислам и до себе Да сериозен, цитираш. ама се ја зборам како противниците, како тие што се мрднати. Будалите. Што за инат зборат против Мицкоски. Безобразни невоспитани. Абе за инат се збори само против човекот. За видлизам што За видлизам. Тие викаат сега Што туку гледачот се Ду- израдува дека се вратил около сек, добро. за инат ја зборам сега како тие. За инат да се збори против човек. Будали. Сега тие викаат Мицкоски Сашко Коцев ја изгуби работата. не. Вечерва. Сега Мицкоски вика и у НАТО кога ќе се оди. И таму нема ние да Абе зошто сега не можам сериозен. Мечка, арен ли си Извини, воопште еднаш те прашувам? Кафе да не сакаш? Сакам. Боро, жити мене. Боро скокна да ја реши. Жити мене, ситуацијата. Боро, свести го човекот го одадовме. Значи сега за инат тие што му зборат на Мицкоски човекот си арен. Ама тие сега викаат од инат што му зборат од инат што му викаат сега ќе му речат па нели бе и Заев збореше исто вака. Иднината да ја гледаме не предците. Ама тоа е само за инат зборење. Мицкоски друго кажува. Добро, те прекинавме. Што кога ќе оди кај НАТО? Ајде, те прекинавме. Он кога ќе оди во НАТО, дури кажав дека на пресконференција кога ќе оди во НАТО рече апелирам до нашиот јужен сосед Да не се возбудувам. не, да не се однесува талибански во НАТО. Тоа во превод значи тој апелира без да тој се извинува без да каже да го каже зборот извини. Тоа е бидејќи тоа го каже кога ќе одат во НАТО апелира тие да не се однесуваат талибански. Тоа значи се извинувам за тоа што ние рековме Македонија без да каже извини. Во политичкиот жаргон и во дипломатскиот жаргон, тука на линија имам еден бивш дипломат, ако сум во право или ако не сум може да ми пише. Тоа го кажа Мицкоски. Де факто истиот вординг, истата политика, истото тоа што го збореше Заев, а потоцна и Тачи. Сега го збори Мицкоски, да забораваме ние. Сега тоа оставите, дај да гледаме иднината напред, поише пари, подобра економија, поише работни места
Иако пред 4-5 месеца вика не ни требаат пари без образ. Сега чекај малце. Чекај сега, јас тебе да те прашам. У случајов кај е образот на Мицковски? На фаца. И лево и десно има. Да, ма каков му е? Бел. Не. Денеска добро избричен беше. Затоа што како може да излезе, значи нема поминато колку време од кампањава. Едно збореше таму, сега ќе ми кажува да не се понашаат талибански, да кога ќе одам на самитот во НАТО, таму ќе одам не знам како. Значи сега збориме нешто што реално го ветуваше. Поддршката од гласачите ја доби за тоа. Од оваа изјава на Мицковски, јас тоа не видов дека он нешто ќе направи. Па се... Може По им се однос закани тој. на Преспанскиот договор. Не. Ке видиме понатак има време. Може Кога бе ќе... ќе видиме? Да. Мартин Кога Петревски ќе видиме? вика Сократ би бил горд со овај сарказам. Јас сарказмот сум Го го учел, остави. сум го учел имено од Сократ, но го усовршив од господин Мицковски. Ако сум достоен да го кажам неговото име. И од Силјановска и таа многу саркастично у последно време. Кој? Силјановска тоа е Силјановска е тоа е многу докторирање на саркастично. тоа е Види, докторирање на сакам сарказам. Александра- Нема лента, на лентата немаше место. Немаше Па место нема на место, да. шо. Не Нема знаеш, врска што дупло што би поголемо рекол името на Сарма Изена. колегава, не знаеш кој кого дупи у мозок, Баш. ама добро. Александра, ти ја следеше Гордана нешто, кажа паметно? Деновиве? Ништо посебно, сретна има со средби, некој, има да. средби со амбасадори. И нема Македонија во соопштенијата, ама го почитуваат институционално Преспанскиот договор. Нешто што исто вака околу транспарентноста неизина што приметив. Дека не одговараат на прашања. Да, не одговара, Да. прво не одговараат на прашања. Второ, кога ќе им се постави, односно, никогаш не направиле да имаме покана, дали да ја проследиме како медиум, не ние, општо медиумите да ја проследат. Освен за мандатот Средбата, денеска, да. средбите што ги има Гордана да видиме, него си пуштаат соопштенија, Откако ќе се фотографии случи, веќе направени во кабинетот или снимка до сега не. Тоа вака многу демократски и отворено мене не ми наликува. Фотографии пуштаат од кога ќе се случи средбата, било што настанат. Малку се лоши фотографиите за наше ниво. Ама добро, ќе се поправат, ќе си најдат најверојатно добар фотограф. И не одговараат на повеќе прашања. мене ме интересира никогаш тука не одговорија до транспарентност сега. нема, затоа што Нема. ти на било кој настан, ако сакаш македонската јавност да знае, тоа го правиш преку медиумите и нормално е да се пушти соопштение. Ама и штури се соопштенијата Мечка, генерално. За ти не тек- соопштение, покана да се пушти, Да. па Видете секој сега, видете сега каков ефект има ентузијазмот и надежта која влева господин Мицковски. ја расшири преку Да, наши види се. нашите Браво, Мечко. гледачи. Пукнав од смење, требаше да си одам дома, останав еве, да ја догледам емисијава, трета смена фатив. Значи, гледај Крстец сакој, например. Еве, тоа ти е Дупла класичен смена пример. Таква надеж и ентузијазам преку мене. А не, Он, па ти да, лично. он преку мене како се расшири ентузијазмот, човекот дури уште една смена продолжи да работи. Ете, тоа е тоа што и требаше на Македонија. Додуша не е во Македонија работи за туѓа. Абе, нема врска. Ама ќе му се кај врати, дај ќе се врати. Ама да ќе се ги врати. да, он парите тук ги пушта. Точно. Каков ентузијазам, значи, тоа и требаше на Македонија. Бравос! И сите Мечка да ти земат пример. текнува, извини, и мечка ти текнува ли кога ти се заканува ботовите, ќе видиш ти после 8. Да, еве. Какви закани бе? Тоа не беа Немаше закани бе. Тоа беа покани за на кафе и покана за на прес. Ќе видиш после 8, И за- сака да кажат. За баклави или за еклери или за што беше? Ќе видиш, ќе Да, ќе дојдеш. видиш после 8 како тоа ќе биде поубаво. Повеќе надежки има кај граѓаните. Повеќе ќе се ентузијазам, појака економија, посилно стопанство. Неофанзивна надворешна политика. Почитување на Преспанскиот договор, владење на правото и правна држава. На тоа мислеа кога вика ќе видиш после Помалку 8. криминал по улиците. Помалку криминал полициите и тоа беше денес Да, нагласено. нагласено ветување. Не зборам вели он За политичкиот криминал. За политичкиот и високиот криминал. И јас зборам за криминалот секој ден што ни се случува по улици. Кражби, пикавци што фрлаат по улица. Па тоа е криминал.
Што сега тој таму некој украл тендер? Летните криминалци што ги има. Сакате како у Швајцарија нема да фрлате пикавци. Да, што има сега тој таму некој сега тој украл тендер, еден не украл, еден тендер. Еден. А овој 10 пикавци што фрли? Криминалец. Казната колку да го покрие тендерот таман. Да. Криминалци, јас како криминалци, као нас новинарите, такви криминалци треба да се бркаат. Точно. Да, јас сум на пример, еве, осуден. А како беше оној, и тој веројатно сега од твоја перспектива гледано грешка беше оној американецов, како се викаше, која рече јас од Мицко не би купил О'Брајан. Никола О'Брајан. Па и он има сменато мислење после денес. Да? Сигурно. Мислам треба да прашаме, Мечка. ама сигурно има сменато мислење. Нели викаше О'Брајан дека ни кола не би купил од Мицковски? Што знае пак Па тој? не купил он кола. Он не би купил ни кола, ама затоа купил пикап. Американците пикапи возат. Аха. Ето. Ама од Мицковски вика нема да купам Никола. Пуштил преговарачки тим Мицковски и го убедиле и денеска ако го гледал пресот пред Биловодно, сигурно ќе земе, јас сум убедена дека ќе земе. Ванчо Мишовски мечка ја работа на бензинска, ама точно гору и те гледам ПС, можам казна од фирма да добијам. Немој. Аман немој. Кажи му Немој денес жити све. на тој што ти е надреден, газда, на бензинската. Да бе на Македон. Денес Мицковски рече само позитивно, ќе тераме напред, поише работни места, посилна економија и ако граѓаните се чувствуваат како граѓани на втор ред, ќе бидат казнати тие кои што ги прават граѓаните се чувствуваат како граѓани на втор ред. Што значи дека кога газдата ти пише казна, ти ќе бидеш граѓани на втор ред, ќе му кажеш на Мицковски и бидејќи Мицковски рече дека он е рамо до рамо со граѓаните. Ќе Не, дојде, ќе не го знам кај ти е констатира. бензинската, дали ти е у Велес, дали ти е у Ташмаруништо, у Делчево, у Берово, у Охрид, у Ресен, у Струга, у не знам каде, у Он Кавадарци. се присутен секако. Он е се присутен. Значи тој се рендерира тоа што ти е потребен. Кога Еве прифати гледачот вика добро позитивно фул ке точам само. само фул брат на сите да Сите имало нема. Мицковски рече економијата ќе расте и И ти работи на тоа. Како викаше за економи оп? Така и сега економи оп. економи оп.